Јас сум Елица Витанова и пак се гледаме во училница. За денес ќе имаме систем линеарни равенки со две непознати и метод на замена. Прво ќе видиме што е систем равенки, ќе се запознаеме со поемот систем равенки, а тоа ќе го направиме преку една задача проблемска, така да видиме еве кој е проблемот. Збирот на два броја еднаков на 11, а разликата на првиот со вториот е 3. Кои се тие броеви? Со пробување ви можете да го решите, можеби одмак имате среќа да го најдете кој е парот кој што одговара како решение на овој проблем, ама секој пат не можеме да имаме среќа за да го најдеме или така при обиди и грешки, при неколку обиди да го најдеме или да ги најдеме двата броја кои што се барат во овој случај. Како ќе решиме оваа равенка без да решаваме системот на равенки, без да го знаеме начинот на решавање? Еве, прво да видиме како ни се појавува поимот или потребата од решавање систем равенки. Непознатите броеви ќе ги означиме со x и со y и добиваме една равенка x плюс y еднакво е на 11. Тоа е делот од задачата, каде што вели дека збирот на два броја е еднаков на 11. Тоа говорно го пренесуваме математички. Математички е x плюс y еднакво на 11. Тоа од првиот дел на условот, од вториот дел е разликата на првиот со вториот е 3. Говорниот јазик е тој, а сега математички ќе го изразиме како x минус y еднакво на 3. Овие се две равенки, гледаме, едната x плюс y на 11. Решение на ова може да бидат 1 и 10, нели? Ама дали ни одговарат и за овој тука случај? Така да може овие две равенки да имаат бесконечно многу решенија сами за себе. Еве ќе разгледаме првата равенка. Ќе ги најдеме неколку решенија на првата равенка, така што изразувајќи ја сега y еднакво на 11 минус x, значи y променливата ја изразуваме преку x. Еве некои од решенијата ќе ги направиме во табела. За x се дадени неколку броеви, јас ги имам дадено од минус 7 до 9, и наваму можеме бесконечно многу броеви за x да дадеме, исто така да добиеме вредности за y. Кога x е минус 7 добиваме 12, кога x е 0 добиваме 11, еве например кога x е 4 добиваме тука 7 и така натаму. Имаме бесконечно многу такви комбинации, еве гледаме тука еден пар, кој што е обоен со црвено, ќе видиме после зошто е обоен со црвено. Сега ќе разгледаме втората равенка. Втората равенка x минус y еднакво на 3. И за оваа равенка има бесконечно многу решенија. И ние ќе изразиме, за полесно да ги најдеме вредностите за y, ќе изразиме y преку x. И наоѓаме табелата, еве, за споредба со првата и со втората равенка, ги земав истите вредности за x, а еве за y кои вредности се добиени не се исти, освен овде кога x е 7, y добиваме 4 и во втората равенка, и во првата равенка кога x беше 7, за y добивме 4. Од овие неколку парови што ги имавме ние пресметано, за двете равенки посебно, најдовме еден пар кој што е и одговара и за првата равенка и за втората равенка. Така да ќе кажеме дека заедничко решение и за двете равенки кога x е 7, а y е 4. Дали одговара тоа за условот во задачата? Одговара, значи 7 плюс 4 е 11, а исто и 7 минус 4 е 3, како што ни се бараше да за овие броеви разликата да е 3. Значи ние го најдовме решението кое што одговара и за двете равенки. Еве, ќе кажеме дека бараните броеви се 7 и 4. Што можеме да заклучиме сега? Ако пред нас е поставена задача,
да ги одредиме заедничките решенија на две равенки со едни исти непознати, тогаш велиме дека тие равенки образуваат систем равенки со две непознати. Како што имавме претходно, значи ни се јавува потреба еве да ги напишеме на овој начин нашите две равенки x плюс y еднакво на 11 и другата равенка, условот кој што беше дека разликата нивната е 3, ги пишуваме вака со една заграда голема напред и тоа означува дека треба да ги најдеме заедничкото решение и на двете равенки. Еве сега имаме дадени тука неколку парови броеви. Да провериме дали е решение некој од овие парови е решение на оваа равенка. Како ќе го провериме тоа? Што мислите како ќе го провериме? Еве сега ќе испитаме тука за парот минус 3 и 2, а за останатите парови ќе проверите вие. Значи би требало ако еден да биде од нив решение, бидејќи не може повеќе. И сега ќе испитаме за парот минус 3 и 2, дали е решение. Координатата минус 3, значи првата одговара за променливата x, а втората координата од овој пар броеви, нели, одговара за променливата y. Ќе ги замениме во равенката. Наместо x ќе ставаме минус 3, наместо y ќе ставаме 2, еве минус 3, еве го x-от, минус 3, минус 2 по 2, 4, 2 по 2 минус 3, да треба да внимаваме на негативниот знак, значи овде имаме минус x, нашата вредност за x е минус 3, така да имаме минус 3 и во наредниот дел веќе ќе имаме тука во првата равенка минус 3 минус 4 еднакво на 4, а во втората 2 по 2 4 минус 3 е плюс 3 и добиваме дека минус 7 еднакво на 4, а 7 еднакво на минус 2, што гледаме дека е невозможно. Заради тоа ќе кажеме дека парот минус 3 2 не е решение на системот. Проверете дали овие другите три останати пара се решение на системот. Сега ќе видиме како се решаваат систем линеарни равенки со метод на замена. Ќе решиме пример. Еве го овој систем со две равенки 3x плюс y еднакво на 5 и 5x минус 2y еднакво на 1. Гледаме дека коефициентите пред x и пред y се секаде различни од 1, освен овде пред y, каде што е 1. И веќе овде ќе ни одговара y да го изразиме преку x. Ако го овде изразевме x преку y, ќе добиевме дропка. Ако овде го изразевме x преку y, исто така дропка ќе добиевме, пошто требаше да делиме со 5, овде да делиме со 2, ако требаше да изразиме. Значи, ние сега ќе го изразиме y преку x во првата равенка. Еве y еднакво на 5 минус 3x. А потоа ово y ќе го замениме во втората равенка. Еве на кој начин. Малку повеќе препишување ќе имате вие во овој случај и ќе видиме сега како ќе иде. Y е еднакво на 5 минус 3x. Значи, еве овде, во овој y, ќе го замениме вредноста на y. Значи, овде имаме y да е исто што и 5 минус 3x. Па ако е исто, наместо овој y ќе ставиме минус 5 минус 3x. Еве, овој дел тука ќе го замениме на место на y. И како ќе добиеме, првата равенка ја препишуваме, а во втората равенка, еве на место y, заменуваме 5 минус 3x. Во нареден чекор ќе се ослободиме овде од заградите. Добиваме 5x минус 10, бидејќи минус 2 по 5 е минус 10, а минус 2 по минус 3x е плюс 6x. Првата равенка ја препишуваме. Нареден чекор
Ке ја решиме ова равенката, значи решаваме во втората равенка, првата равенка пак ја повторам, ја препишуваме, така да добиваме 11x, бидејќи 5x и 6x е 11x минус 10 е еднакво на 1. Од тука пак препишуваме првата равенка и добиваме дека x е 1, така да сега овој x, што е 1, ќе го замениме во првата равенка, наместо x ќе ставиме 1, така да добиваме y е 5 минус 3 по 1 и на крај добиваме y да е 2, x да е 1. Еве го парот кој што одговора и е решение на овој систем равенки, значи 1 и 2 е решение. Вие треба да проверите самостојно, треба да добиете лева и десна страна еднакви. Да решиме уште еден систем. Еве овој систем, без дробки никаде, нели? Ке го решиме заеднички. Штом се појави во некоја равенка дробка или во било каков израз, најлесно би се ослободили од дробката кога ќе помножиме со именителот на дробката или ако се две дробки со заедничкиот содржател на броевите. Што мислите сега, првата равенка со колку ќе ја помножиме? Со колку ќе ја помножиме? Секако со 10, нели? А втората равенка? Со 12. Така, со 12. Ке множиме, значи овде имаме 1, 2, 3 члена, така да во првата равенка 3 пати трите члена ќе ги множиме со 10, истото го имаме и во втората равенка. Еве што се случува, значи сите се измножени во првата равенка со 10, сите членови се измножени, а во втората сите членови се помножени со 12. Сега што е наред да кратиме, нели? 10 и 2 ќе ги кратиме, 10 и 5 ќе ги кратиме. Еве, 10 и 2 ги кратиме со 2 и добиваме ова ситуација. Значи, кога 10 и 2 ќе ги скратиме со 2, добиваме тука 5, тука 1, 10 и 5 ги кратиме со 5, кај 10 останува 2, тука овде нема кратење. И во втората равенка исто така ќе кратиме 12 и 3 со 3, кај 12 ќе остане 4, 12 и 4 ќе ги кратиме со 4, кај 12 ќе остане 3, а долу секако единици, тоа ни беше и целта, нели, да се ослободиме од дробката. Што имаме? Како после кратењето имаме 5 по x, 5x, минус 2 по y, 2y. Еднакво на 20, 10 по 2, 20. Од втората равенка имаме 4x плюс 3y еднакво на 108. Добиваме еден систем равенки во кој што нема дробки и ќе треба да го решиме со метод на замена и овој. Треба да напоменам, сега решаваме со метод на замена. Ќе го решам овој систем со метод на замена, иако е малку потежок кога ќе нема кај коефициентите пред променливите, нема коефициент 1. Значи секако ќе добиеме дробка, ама ќе го решиме овој малку по така тежок пример за вас. Инаку, вие кога ќе решавате ваков систем и кога пред променливите ќе немате единици, најлесно ќе биде да го решите со спротивни коефициенти. Сега ќе го решиме со метод на замена. Еве, од едната равенка, јас ќе решам од првата равенка, ќе го изразиме x преку y. Прво имаме 5x еднакво е на 20 плюс 2y. Ово y го префрлам на другата страна. А потоа добиваме дека само x е ово израз овде. 20 плюс 2y врз 5. Сега овој израз за x ќе го замениме во втората равенка овде кај x. 4 по, значи одиме во втората равенка, го заменуваме 4 по 20 плюс 2y врз 5 плюс 3y препишуваме и еднакво на 108 исто така препишуваме. Пак не се јавува дробка, пак ќе се ослободиме од дробката, ако помножиме секако со 5, нели? Овде
се знае дека ќе се скрате. Не заборавајте дека и 3y треба да го множиме со 5 и 108 да го множиме со 5. Овде веќе се скратени, имаме само 4, ке треба да ги измножи овие членови горе што се над дробната црта. Добиваме една равенка 4 по 20 плюс 2y плюс 5 по 3y еднакво на 5 по 108. Ке се ослободиме од заградите. Добиваме 4 по 20 плюс 4 по 2y. Ја средуваме оваа равенка, добиваме дека y е 20. Сега ово y го заменуваме овде. На место y ставаме 20. X го добиваме дека е 20 плюс 2 по 20. Нели нашето 20 сега? 20 плюс 2 по 20 е 40, значи 20 плюс 40 е 60, 60 поделено со 5 е 12. Го добивме и второто решение или втората координата x12 и y20. Ваша задача е да проверите дали навистина е толку. Може заеднички да провериме. Полесно е. Значи, кога ќе ставиме на x овде, на место x12, 12 врз 2 е 6, минус y е 20, 20 врз 5 е 4, 6 минус 4 е 2. Проверете за втората равенка, секако дека ќе биде 9. За крај, имате 3 системи кои што ќе треба да ги решите со метод на замена. Еве, секако дека ќе ви биде малку полесно, не секако тие со дробки, туку како првиот пример, ги имате решенијата кои што